Актерот Ерик Дейн почина од компликации поврзани со ALS во четврток попладне. Тој имаше 53 години. Семејството на Дейн ја потврди неговата смрт со соопштение до повеќе медиуми, споделувајќи дека тој ги поминал последните денови обкружен со драги пријатели, неговата посветена сопруга и неговите две прекрасни ќерки Били и Џорџија, кои беа центарот на неговиот свет. Акторот, познат по своите улоги во Вовед во Анатомија и Еуфорија, ја откри својата борба со амиотрофична латерална склероза во април 2025 година. ALS, позната и како Лу Геригова болест, е невродегенеративно заболување. Ретка е и со околу 5000 американци кои се диагностицираат секоја година според Центрите за контрола и превенција на болести. Во текот на своето патување со ALS, Ерик стана страствен застапник за подигање на свеста и истражување, решен да направи разлика за другите кои се соочуваат со истата борба, продолжува соопштението. Ке не достига длабоко и секогаш ќе се сеќаваме со љубов. Ерик ги обожаваше своите обожаватели и за секогаш ќе биде благодарен за изливот на љубов и поддршка што ја доби. Семејството побара приватност додека се справуваат со ова невозможно време. Познатиот пејач Адриан Гаджа, кој подолго време се држи подалеку од јавноста и од музичката сцена, тивко е круниса својата врска со Сидорела Даути, избирајќи приватниот живот да го држи надвор од медиумското внимание, пишува Рапортот 24. Нивната романса беше забележана уште минатото лето, кога парот беше виден како ужива на одмор заедно, што навестуваше дека врската станува се посериозна. Неодамна се дозна дека двојката има уште еден повод за веселба, бидејќи наскоро очекуваат да станат родители. Оваа вест представува ново поглавје во приватниот живот на уметникот, кој како што изгледа ја пронаšол својата среќа. Адриан Гаджа одлучил оваа фаза од животот да ја задржи подалеку од очите на јавноста, зачувувајќи ја приватноста на своето семејство и најважните моменти за најтесниот круг луѓе околу него. Битолскиот диригент Владимир Димовски ќе гостува во Ниш, каде ќе диригира со Нишкиот камерен оркестар на концерт посветен на творештвото на Антонио Вивалди. На програмата е 4 годишни времиња, едно од најзначајните и најизведувани дела од барокниот репертоар. Концертот ќе се одржи денеска во Офицерскиот дом во Ниш со почеток од 19 часот. Роден е во 1984 година во Битола, Димовски своето музичко образование го започнува на одсек виола, а академската надоградба ја продолжува на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Уште за време на студиите се истакнува како водач на групата Виоли, што представува рана најава за неговата подоцнежна уметничка и диригентска опретелба. Во периодот од 2004 до 2025 година Владимир Димовски е ангажиран во македонската опера и балет како виолист и заменик водач на групата Виоли. Познатиот македонски виртуоз на хармоника и народни инструменти Гајда Кавал и Зурла, Александар Ицов, изминативе недели ја носи македонската музичка душа на другиот крај од светот. Неговата повеќе неделна концертна турнеја во Австралија се одвива во исклучително топла и емотивна атмосфера, во која музиката станува заеднички јазик меѓу татковината и диаспората. Досега се реализирани 6 концерти во Сиднеј, Аделаида, Мелбурн, Спрингвейл и Джилонг, каде публиката имаше можност да ужива во енергични и страствени настапи. Хармониката во рацете на Ицов звучеше како продолжение на неговото срце, а секој тон носеше спомени, носталгија и гордост. Аплаузите често траја долго по последниот тон, а интеракцијата со публиката ја претвораше секоја вечер со посебна музичка приказна.